информацијата официјална од наша страна е дека вчера веќе добивме официјален документ, значи за кој се отвара предпостапка, направениот првичен допинг тест на надпреварот во Рим помеѓу Лацио и Работнички, на кој беа повикани по случајен избор двајца наши фудбалери, Дино Најдовски и Милован Петровиќ. И првичните анализи покажуваат дека кај двајцата е пронајдена супстанца која се наоѓа на позитивната листа од 2011 година, која се наоѓа во значи не во ние недозволени средства, одноставно се наоѓа во Б листата. Незиното име е 4-метил-2-хексанамин. Сакам да ви предочам на сите дека се работи само за иницијална постапка, за индиции така наречени, за откриена содржина во урина на двајца фудбалери. По ова иницијална постапка, комплетните резултати се доставуваат на дисциплинската комисија, која што отпочнува евентуално постапка ако процени дека има елементи за продолжување на постапката. За сега треба да знаете дека заради ваквиот пропуст суспендирана е целокупната медицинска екипа, односно медицинскиот тим на Работнички. Ова е само откриено присуство на недозволена супстанца, која што понатаму во постапката што се води во органите на УЕФА ќе се утврди во кој степен на повреда на антидопинг правилата ќе спада. Сакам да кажам дека фудбалерите на своја рака немаат ништо примано. Значи сакам потполно да ги заштитам фудбалерите и без разлика што 99% од случаеви кога се појавуваат вакви допинг контроли се бара вината кај фудбалерите и се прават некакви дилови, односно да ја презема, затоа што така е и најлесна постапката во УЕФА. Ние, ќе кажам како луѓе што го водиме клубот, апсолутно не се сложуваме да ја преземат вината, едноставно сакаме да тој што ја направил грешката, тој да си одговара за целата своја постапка, односно ако медицинскиот тим бил одговорен за тоа да ги прати токовите доколку има нешто, значи медицинскиот тим комплетно ќе си ја сноси одговорноста. Максимално ќе ги заштитиме фудбалерите. Сакам и од вас, значи, како новинари, да знаете дека дечките се потполно чисти во оваа ситуација. Работнички, се до онај момент додека не добиеме од УЕФА дефинитивно од дисциплинската постапка, ќе игра со сиот свој расположлив играчки кадар. Треба да бидеме сите свесни и да бидеме на таа линија дека треба да веруваме на органите на ФИФА и на УЕФА и апсолутно им се ставивме на располагање. Немаме што да скриеме како тим. Немало никаква намера да дојде до вакво нешто. Сакам да ви нагласам уште еднаш. Постојат класификација на недозволени средства кои што повлекуваат максимална одговорност, драстични казни, и група на недозволени средства кои што се нус производ, комбинација, кои што веројатно е во тек на постапката. Веруваме дека ќе имаме еден непристрасен однос од страна на УЕФА, ние сме апсолутно на располагање и дека ќе истераме работата на чистина и заради нашата јавност и заради спортската јавност пред се и во интерес на спортот. Доколку кај било кого се утврди одговорност за евентуална штета што би ја претрпел Работнички, ќе се размисли да се употребат сите средства за заштита и на интегритетот и за заштита од штета. Значи суспендирани се докторот Михајло Ивановски и физиотерапевтите Роберт, Дарко и Душан Велчевски. Моментално на нивно место е префрлен докторот од младинскиот тим, затоа што имаме еден ден до надпревар и не сме во можност да реагираме сега Димитар Калчовски.